Здраво на сите по шести пат. Ајде брзо потврда дали се слушаме, дали се гледаме. Дали ме слушате убаво, дали ме гледате убаво. Доволно и да ме слушате мене и да ги гледате слайдовите кога ќе пуштам. Одлично. Малку е матно, ќе се стабилизира врската, ќе биде супер после. Имаме убава врска денеска. По шести пат здраво на сите. Почна топло време, а јас заради близината на градилиштето позади нас морав да затворам прозор, така да денеска ќе ми биде малце топло. И посакувам добро ден и уште една интересна тема, особено кога, како што реков, кога почнуваат жештините, ќе збориме за сувомонтажни фасадни зидови и за нивните предности, за енергетската ефикасност, за брзината. Додека да се концентрираме, ќе ви пуштаме едно кратко видео од еден наш референтен објект од регионот, од Тирана, кој што би сакал да го погледнете. Уживајте минута и пол. Се враќаме за минута и пол. Видовте еден убав објект на големото студио на големиот архитект Даниел Либескинд од регионов, ќе го спомнеме неколку пати денеска. И да не должам многу, важно ви е времево, вредно ви е, би сакал одма да поминам на презентацијата. Посебно, минатата недела доста зборевме за сувата градба. Минатата недела зборевме за сувата градба во внатрешноста на објектите, значи во преградните зидови. И зборевме за многу нивни предности. Ајде ќе спомнам една предност, ќе почнеме со презентацијата. Една од најголемите предности на нашите зидови, звучната изолација. Ве повикувам кој не ја гледаше минато неделната презентација да ја погледне. Од денеска ќе биде прикачена на YouTube. Зборевме за предностите на звучната изолација и на принципите на кои почиваат нашите зидови, брзината на изведба како предност во изведбата на објектите. Зборевме за тоа колку повеќе простор донесуваат нашите зидови, колку се полесни и колку е полесни, побезбедни, поотпорни нашите објекти. Зборевме за цврстината и отпорноста која носат, класите на влагоотпорност, просторната клима која што нашите материјали ја внесуваат во интериерите и на крај за флексибилноста. Збориме за фасадни зидови, секако дека се во го спомнавме. И тоа фасадните зидови одат во одговорноста. Говоревме за комфорот кој што се комфорт 2.0 како што го нарековме, кој што сите овие предности ги донесуваат. Меѓутоа одиме и заради одговорноста на фасадните зидови одиме еден чекор напред. Во важноста, како важни фактори на фасадните зидови, секако дека има неколку. Најважниот секако е термичката изолација. Македонија преку правилникот од 2013 година бара 0,35 вати на метар квадратен Келвин максимална термичка проводливост, тоест енергетска ефикасност на објектот. Кога збориме за фасади, нормално дека тие треба да бидат отпорни и на ветар. По еврокодовите, по правилниците, нашите колеги статичари знаат да ни укажат на колку јак ветер треба да бидат изложени, тоест ќе бидат изложени фасадите и колку треба да бидат отпорни. Фасадите се елемент на објектот кој што стално сакам на излезање да кажам дека јаде ќотек. Дека преградните зидови внатре се оптоварени само со движење на луѓе и опрема и можеби точкасти или конзолни товари, фасадните зидови се оптоварени со мрзнење, оптоварени се со различни типови атмосферали, со висок и низок UV фактор, кога збориме за на што е изложен фасадниот зид, погледнете го вебинарот за фасадните зидови.
за знаењето таа област. Правилниците пропишуваат се повисоки барања за противпожарна заштита, што е секако многу важно во високите објекти. И кога се тоа ќе го искомбинираме, доаѓаме до важноста на еден сертификат кој што се вика ETA, European Technical Assessment, одобрување за како некој тип на техничка дозвола за примена на фасадните системи. Сега ако ги искомбинираме факторите или важните работи што треба да се исполнат од зидовите од претходниот слайд, заедно со овие ставки од овој слайд, прва реакција можеби на нормален човек би му било: "Оу, какви ограничувања. Види какви работи треба да исполни објектов." По ниеден момент не сме да не исплаши ова, и така ја замислив денешнава презентација. Не ја замислив како изнесување на технички информации кои што со кои што располагаат нашите системи, кои што јас ги знам и секојдневно ви ги нудам. Туку презентацијава ја замислив како мотивацијска презентација, во која што на неколку слајда ќе ги погледнеме техничките својства на нашите системи, а во многу повеќе искуствата од Македонија, регионов, па и светот. Значи, во ниеден случај овие фактори не смеат да бидат ограничувачки фактор, туку баш напротив, како што гледаме на овој објект, да ни ги одврзат рацете на нас архитектите и да се осоколиме, да се охрабриме, да излеземе од оние стеги кои што традиционалната градба ни ги налага. Нормално, ќе направиме едно кратко сиже. Нашите системи се секогаш полесни. Овде правиме на споредба со керамички блок 20 см, кој што е можеби најстандарден за станоградбата во Македонија, и 10 см полистирен, колку што налага правилникот за да се израмни со 0,35 вати на метар квадратен Келвин термика. Ке го споредувам со различни типови на наши фасадни зидови, меѓутоа секогаш нашата тежина, вкупната тежина на метар квадратен на нашите системи се движи околу 59 килограми на метар квадратен. Зошто викам околу? Затоа што нашите системи имаат огромна можност да ги исполнат и слобода, да ги исполнат сите ваши барања. Ако барате повисока звучна изолација, ќе употребиме потешки плочи, па нема да бидат 59 кг, ќе бидат 69 кг. Ако барате повисока термичка изолација, ќе ставиме повеќе волна и пак ќе бидат зидот неколку килограми повеќе. Затоа ставив знак дека се движи околу 60 на килограми на метар квадратен. Нормално, кога се работи за термиката, нормално дека ќе видите многу случаи каде што нашите зидови имаат минимум по 10-15 см волна во себе, никако контактна фасада, и како контактна фасада, како исполнена на нашите профили. И нормално е да се очекува дека нашите фасадни системи исполнуваат многу построги критериуми за енергетска ефикасност. Ке спомнам неколку објекти на ниво на пасивност, па и пасивни објекти. Ке спомнам објектот на компанијата Експро од Струмица, која што со ваков зид има постигнато под 0,15, под 0,10 вати на метар квадратен Келвин и ги исполнува очекувањата за пасивен објект. На страна од тоа, заради напредноста на технологијата, многу термички мостови, кои што се карактеристични за наша сеизмичка градба, се елиминирани. Што за интериерот значи повеќе здравје, помалце шанса, да не речам непостоечка шанса за појава на конденс и така натаму. Нормално дека нашите зидови се потенки. Ако го земеме во зидот од левиот пример, тој на целата меѓукатна конструкција лежи со ширината на циглата плюс ширината на еднослојно алтерисување, значи околу 22 см. Оптималните дебелини на нашите зидови одземаат околу 11 см од корисниот простор на зградата. Ако на претходната презентација, на претходниот вебинар, зборувавме за некои дополнителни површини од 2,5 до 4% нето површина на објектите, со оваа замена сигурно се донесува на објектот уште минимум 2%. Нормално, како архитекти сваќате дека тоа дека зависи од формата на објектот и од употребениот, првично замислениот систем, меѓутоа се движи околу 2% плюс на нето површината. Звучната изолација, кој што ретко кој за жал се уште ја зема во предвид кога се работи за фасадни зидови,
А веќе е потребно во развиените земји на Европска унија, веќе многу се размислува не се размислува, него веќе се имплементирани ограничување на звучната изолација, значи се препорачува висока звучна изолација на фасадните ѕидови, особено што таквите земји нормално располагаат и со мапи на бучава на своите градови и нормално дека во острите центри на градовите се применува и се регулира ѕид со повисока звучна изолација. Кај нас, уште на овој слайд се гледа дека секој наш ѕид фасаден во било која форма е барем 10 децибели подобар од традиционалните системи. Се повеќе се популарни добрите прозори, со повеќе комори, со повеќе стакла, со поинертни полнења, ете како и нашите ѕидови ги следат тој тренд на подобра звучна изолација на фасадниот ѕид. Денеска ќе спомнам два типа на фасадни ЗИДови. Едниот ќе биде аквапанел фасаден ЗИД, базиран на цементната, целосно водоотпорна аквапанел цементна плоча. Вториот ќе биде така наречен W333, базиран на гипс фазер плочата Видивол HI. Одма би сакал да ви ги покажам овие плочи. Сигурно сте ги виделе, сум бил гостин во вашите канцеларии, на вашите објекти. Значи, кога зборуваме за гипс фазер плоча, зборуваме создадена која што е направена од пресуван гипс со хартиени влакна, со целулоза во себе. Тоа е пресувана плоча со многу јака цврстина. На допир може би изгледа малку како медиапан, многу цврста плоча, и кога збориме за фасадните ѕидови, збориме за тип на плоча Видивол HI, значи плоча со повисока импрегнација од стандардната Видивол плоча. Кога зборуваме за аквапанел системите, зборуваме и за аквапанел плочата, целосно цементна плоча, исто така со огромна цврстина. Во неа нема гипс, гипсот е совршена плоча за интериери. Меѓутоа, кога гол излага на фасаден систем, не смее да помине таков, мора да се заштити со контактна фасада. Цементната плоча нема таков, да го наречам, за интериери позитивен недостаток, за екстериери негативен, и може гола аквапанел плоча да се фасадира и да се употреби. Во следните слайдови ќе видиме каква предност тоа донесува на нашите слайдови, нашите системи, и колкава се вратиме на системите. Левиот е аквапанел, реков плоча која што завршно се фасадира, и Видивол HI плочата во системот 2333, кој што секогаш мора да има контактна фасада на себе. Секогаш зборуваме за систем, кога зборуваме за аквапанел системот, збориме за цементна плоча, со цементна исполна, со алкалоотпорна мрежичка, специјални шрафови, високо отпорни на корозија и дополнителни системски елементи кои што зависат од типот на системот. Антиконденс мембрана, мрежа за рабицирање. Кога збориме за V333 системот, збориме за систем кој што не е водоотпорен, туку е влагоотпорен. Рековме дека на него има контактна фасада која што му помага да одолее на атмосфералиите и на условите на надворешноста, меѓутоа тоа се импрегнирани системи. Видивол HI плочата е високо импрегнирана, еве како изгледа. Споевите се исполнуваат со импрегнирана гипсена маса, на трака, се употребуваат стандардни шрафови за гипс фазер, се исполнуваат со камена волна и повторно рабицот од надвор. Ќе почнем со V333 системот. V333 системот е базиран на CV конструкција, која што ја гледате овдека, CV стотка конструкција, еве и во основата, исполнета со камена волна, од внатрешната страна со стандардни гипсени плочи, од надвор со Видивол HI 15 мм плоча. Од озгора нормално се става ксинти, контактен систем на надворешна термоизолација, или популарно кажано демит, контактна фасада со различен различна дебелина и различен тип на изолација. Може да се стави камена волна, може да се стави полистирен. Податоците извадени од техничкиот лист на V333 системот се за систем кој што во внатрешност има 10 см камена волна, а во контактната фасада 6 см полистирен. Така да добиваме ѕид со тежина од 49 кг, кој што има атестирана звучна изолација од 56 децибели и има термичка изолација
0,22. Зошто викам феноменални? Затоа што ако ги погледнеме деталите, а нема да видиме архитекти ако не им обрнеме внимание на деталите, ако ги погледнеме деталите во основа како изгледа овој зид и како се врзува со конструкцијата на објектот, приметуваме дека само со 10 до 11 сантиметри системот лежи на меѓукатната конструкција или она што треба да биде корисен простор во зградата. Гипс фазер плочата и контактната фасада нормално се надвор од меѓукатната конструкција или од оној нето простор да го наречам. Дополнително, иако ова е извадок од PDF, ова е DVG цртеж, и нормално дека во DVG се е права линија. Во пракса, меѓукатната конструкција не е права линија, бетонот не се шалува толку рамно. Статиката на овој систем дозволува CV профилот да се исфрли за 1/3 од својата ширина надвор од меѓукатната конструкција. Што добиваме со тоа? Освен што добиваме сантим 2 во корисниот дел на објектот, дополнително добиваме едно амортизирање на таа кривина на меѓукатната конструкција. Со тие 2-2,5-3 см кои што ќе ги исфрлиме надвор, добиваме гипс фазер плочата непречено да помине пред објектот. Со тоа спречуваме термички мостови, со тоа ја олеснуваме работата на фасадерите и на крај крајава тие 2 см кои што се појавуваат во објектот за инвеститори за продавач на стамбена зграда, значи убава пара, значи тоа е тие екстра квадрати кои што ги спомнавме. Еве два убави детали на надворешен и на натрешен нагол на еркер, не на столб. Гледате дека целосно нормално како што налагаат правилата на термичката изолација и на контактните системи, нема никаков термички мост и надворешните и внатрешните ѕидови и надворешните и внатрешните агли се целосно затворени. Ќе го поздравам професорот Петар Николовски, кој што убаво ги представи термичките мостови на овој систем во неговата убава книга Топлински мостови во градежните конструкции, која што е своевидна библија за термичарите во Македонија. И бројките кои што ги покажа овој систем се феноменални. Врвна термичка изолација, минимални термички мостови, не минимални, него се стремат кон нула, да не речам, кои што дефинитивно даваат врвна термичка изолација на системите. Еве го во пресек низ прозор и пресек низ меѓукатна конструкција, повторно на еркер. Погледнете само дебелината. Овде го гледаме системот во дефолт форма, овде го гледаме со дополнителна ѕидна облога. Заради некаква функција, подобра звучна изолација, можеби подобра термичка, спроведување на поголеми инсталации и така натаму. Да го спомнеме инженерингот позади статиката, значи затоа што се работи за CV100 профили, ова е извадок од техничкиот лист. Мораме заради отпорноста на ветер да си играме со густината на профилите. Овде имаме една предкалкулација дадена. Ова е силата на ветерот изразена во килонјутни на метар квадратен, а ова е катната висина на објектите. Стандардните стамбени објекти, куќи, стамбени згради со висина со катна висина од 2,70, 2,80, 2,90 одат со многу економично решение од 1 CV100 на 40 сантиметри. Еве го дури, ќе навлезнеме малце со еден слайд и во контактната фасада. Где зборавме контактната фасада на вебинарот за контактна фасада, само ќе спомнеме неколку препораки за катноста на објектот и како контактната фасада ќе ги добие своите безбедни типли. Нема да налегувам тука. Еве еден интересен објект изведен со овој систем. Рамни, прави површини, без никакви термички мостови за врвен комфор на домувањето. Аквапанел системот рековме дека е поизложен систем на атмосфералиите, на оние негативни фактори, на мрзнење, на високи температури, на УВ. Системот вклучува аквапанел, цементна плоча која што е отпорна на се што може да допре до неја, отпорна на влага, отпорна на мувла. Значи, пак ќе кажам, ова е целост водоотпорна плоча, која што ги има поминато сите тестови за водоотпорност. Отпорност на мувла, отпорност на скапување. Врвна плоча за врвни својства на системите. Ги спомнав преска антикорозивните шрафови и
во вашите потенцијални следни проекти, каде што ќе имплементираме нашите системи, ќе збориме за различни типови на профили. Ќе видиме во кој систем, каде и како. Аквапанел системот може да се употреби во два типа на фасадни системи. Ово е оној дефолт, како да го наречам, стандард, во презентација ќе го викам затворен термички систем. Значи, ова е систем на двојна подконструкција, гледате, значи имаме две кнауф подконструкции, исполнети со волна, од внатре стандардни гипсени плочи, кога викам стандарди, мислам на гипсените плочи произведени по стандард EN 520, тоа се диамантот, соникбордот, обичната плоча, противпожарната, импрегнираната, за во тоалети, например, а од надвор се оди со аквапанелна плоча. Зошто мора двојна подконструкција? Профилите наши, секако, заради затоа што се направени од челик, се потенцијални преносители на температура. Затоа препорачуваме кај овој систем кој што нема контактна фасада од надвор, нема што да ги покрие термичките мостови, препорачуваме подконструкција, две подконструкции меѓусебно изолирани. Значи, надворешниот ниската температура ќе стигне само на првата конструкција, високата температура ќе излезе само до внатрешната конструкција и овој простор може да се затвори со гипсена плоча, може да се остави празен, затоа што во ваков систем и воздухот е изолатор. Профилите може да се разменат за 30 сантиметри и губењето на енергијата преку радијација се сведува на нула. Дополнителна финта која што оваа година ќе искористиме во еден објект кој што набрзо ќе почнеме да го градиме во Скопје, гледате дека пак се работи за систем со двојна подконструкција, меѓутоа овој пат надворешната подконструкција е исфрлена на дополнителна конструкција која што е прифатена на меѓукатната. Некаква винкла која што се анкарисува во страницата и создава повеќе внатрешен простор, ги намалува термичките мостови кои што аквапанелот може да ги игнорира или да ги остави, ги има истите термички, противпожарни и звучни својства како полниот систем. Ќе го видиме низ примери. И втор случај, во кој што може да се употреби аквапанел плочата во фасадни системи е вентилираната фасада. Вентилираната фасада секако дека е, да речем, некакво второ ниво на енергетската ефикасност на објектите, малце повредно, малце позахтевно. Вентилираната фасада е вештачко креирање на сенка врз нашите објекти. Значи, со монтирањето на вентилирана фасада, го ставате во сенка. Секако дека тој систем мора да има контактна фасада, која што ќе го изолира интериерот, а вентилираната фасада гревање летно време или можеме и доколку се затворат, дополнително го грее меѓу просторот зимно време. Тоа е овој простор кој што секогаш се вентилира, ќе го погледнеме како функционира низ примери направени во Македонија, а и во регионов. Еве како изгледа стандардна вентилирана фасада, на примеров поставена заради напредување на енергетската ефикасност, а неколку примери имаме во регионов каде што вентилирана фасада се поставува и за санација на објекти. Имаме еден убав комплекс во Инџија, во Република Србија, кој што доби ваква нова, како да наречам, јакна или джемпер преку себе, значи естетско решение за реновирање на фасадите, меѓутоа секако заради затворениот систем се унапреди и енергетската ефикасност секако. Кога зборам за вентилираните фасади, вие како архитекти, како корисници на нашите системи сте навикнати се да добиете како систем и како услуга, како производ. Кај вентилираните фасади, затоа што се пуваат на посебна алуминиумска подконструкција, во регионов не ви оставаме шуплина во системот, туку имаме веќе стратешко партнерство со производителот на алуминиумска подконструкција Техномаркет од Панчево, од Србија. Тоа е компанија која што исто така има силна техничка поддршка како КНАУФ и ви стоиме на располагање секогаш кога работите некаков објект со вентилирана фасада да одговориме со целосно испроектиран и пресметан систем. Декорацијата освен во дизајнот не ви се одврзани во примената на завршните слоеви на сите наши системи. Ќе покажам низ
неколку препорачани техники, ова е рендер или абриб популарно кажам кај нас, значи онаа завршна цементна обработка на нашите системи. Секако дека можете да играте со различни типови на техники, може да биде глатка, може да биде со различни техники, со во фасадните системи има на гранулација 0,5 до 2, 2,5, може да се играте со гранулацијата, може да се играте со различни типови на материјали, затоа што плочата е носива. Доколку сакате да избегнете рендер, секако дека можете на аква панелот да залепите плочки, керамика, може да залепите стакло, може на самиот систем да се залепат и многу тешки плочи. Ќе продолжам во последниот дел на презентацијата да зборам за референтни објекти. Чисто во моментот најубав пример кој што може да го видите е на фасадата на новата банка на новиот објект на Народна банка до Министерството за надворешни, каде што целата фасада е вентилирана фасада со аква панел плоча. Во горниот дел на објектот е со абриб, значи со она завршна фасадна обработка, а на приземјето и на првиот кат ќе се поставува прилично тежок природен камен гранит. Можете и да следите затоа што во моментов се работи објектов. Со се ова што го зборевме, одврзани ви се рацете да создавате дури и вакви објекти. Сите веќе го препознавате, Elbphilharmonie или објектот на филхармонијата во Хамбург во Германија. Мултифункционален објект, во овој објект има хотел, има стамбена зграда и има преубав објект на филхармонија. Ке почнам веќе со референтните објекти. Еден од најстарите и за мене најинтересен затоа што успеавме да надградиме објект кој што е скоро 100 години стар, објектот на Собранието на Република Македонија, му беше потребно проширување и требаше да се надгради. Објектот кој што е правен во 20-тите години од минатиот век, статички не можеше да издржи ништо потешко од сува градба и нормално искористи сувата градба, искористи ваков систем, двојна подконструкција, исполнета со волна и дополнително на фасадниот на овој систем е нанесена и контактна фасада со полистирен. Значи веќе има тоа систем кој што стварно многу создава многу висока енергетска ефикасност. Старата зграда Убиец на Југобанка пред 6-7-8 години доби нова функција. Стана ново Министерство за финансии. Масивниот дел од зидот е пенобетонски блок на кој што е нанесена камена волна, а ние од озгора затворивме со алуминиумска подконструкција и работеше компанијата Фермакс од Србија и облага од аква панел. Значи овој објект кој што навидум изгледа многу масивен, изгледа многу тежок, изгледа многу масивен, тоа во себе држи една тенка кошула од аква панел плочи под кој што има многу висока енергетска ефикасност на објектот. Еве како изгледа сето тоа. Хотел Мериот, поминуваме секојдневно, без да знаеме дека во него нема ни една цигла. Циглата има само на приземјето, каде што требаше да се поставува многу тежок природен камен. Ова е меѓу првите големи објекти кои што ги изведовме во Македонија. Во овој објект нормално енергетската ефикасност беше најважен фактор за избор на нашиот систем, затоа што се работи за објект со преку 180 соби и мора одржливоста на објектот е од најважно значење. Негов комшија, хотел Солун, го знаете како црниот хотел позади стара печатница Гоце. Исто така извонреден пример на сувомонтажен фасаден зид. Овде имаме употребено двојна подконструкција. Објектот требаше да се работи со аква панел плочи и со модерна завршна обработка, меѓутоа се работеше во период кога овие традиционални изгледи на објектите беа популарни во центарот на Скопје и во последен момент се одлучи инвеститорот да оди со дополнителен стиропор со кој што ги прави овие декорации од надвор. На наша препорака, аква панелот заради економичност беше заменет со видивол HI плоча, затоа што можеше да се ја заврши овдека функцијата и добивме објект кој што има двојна подконструкција полна со волна, околу 17 см волна има во својата внатрешност и надвор има меѓу 6 и 8 см стиропор, што го прави врвно енергетски ефикасен објект. Многу важно. Ова е интересен објект на
младиот колега Славе Ѓорѓевски, кој што благодарение на нашиот фасаден систем, тоа е овој фасаден систем, нормално двојна подконструкција со аквапанел, успеа да добие оваа многу интересна конзола, во која што има интересна занимална во интериерот, многу интересен израз, многу интересна конзола, многу модерна, добиена благодарение на леснотијата на нашите системи. Меѓу првите по-големи стамбени објекти во изградени во Скопје со V333 систем од архитектот Филип Дубровски. Објектот се наоѓа во Скопско Црниче и имаме одлична комуникација со инвеститорот. Ова е семејна зграда, да речам. 4 семејства живеат во свој посебен спрат и не поминува месец да не се слушнеме, да не се пофали каква термика има во објектот. Интересен систем беше системот употребен во тоалетите на градски стадион Скопје. Ова е правено пред 7-8 години. Тоа се де факто преградни зидови, не се фасадни, меѓутоа во тој период не постоеше стаклената фасада на источната и на јужната и на источната и на западната фасада. И со овој зид требаше да исполниме два фактори, две барања. Едниот беше висината е околу 5,5 до 6 метри, а второто е нормално, мада не знам кој ми помислил, се работи за стадион. Значи, ова не е читална, овде доаѓаат луѓе кои што доаѓаат да испукаат енергијата, се бараше сертификат за отпорност на хулиганско однесување, на удари, на оштетување. Аквапанелот тоа го има, изведовме систем сличен на V116 инсталацијскиот зид со облога од една импрегнирана гипсена плоча и аквапанел од надвор. Ја тестиравме со реално шутирање, со реално удирање на зидот без никакво оштетување. Објектот кој што го видовме на почетокот, објектот на светски познатиот архитект Даниел Либескинд, гордост на неговото студио, а секако гордост и на Тирана, соседна Албанија. Ова е многу интересен објект. Аквапанелот е употребен само да речем како некаква не е второстепенна пластика, туку некаква 3D моделирање на фасад на еркерите, на терасите. Значи, ќе видите на следните слики дека јадрото на зградата е традиционално балканско. Цигла, сумњиво зидање, меѓутоа само со овој детал од аквапанел, нормално изведен од врвно архитектонско студио, Тирана доби објект со кој што се гордее. Погледнете како изгледа, се вика Орел Волет, пак ќе кажам на студиото Либескинд. Тоа е студио кој што после овој објект го искористи аквапанелот во многу нивни системи. Нормално големите имиња знаат да проценат кога некој материјал им дава слобода. Ќе го спомнам пак, само на слика го видовме филхармонијата во Хамбург. Ова е многу специфична зграда. Можам да ја спомнам во секој семинар, можам да ја спомнам во делот за звучна изолација, можам секако дека ја спомнавме во вебинарот за акустика. Овде ја спомнуваме за слободата која што аквапанелот ја дава на фасадната обработка и на интериерот. Овде аквапанелот е употребен и во интериерот. Слободата која што проектантот студиото Херцог и Демерон ја доби со нашите материјали, значи сепак е ова врвен објект. Нема да спомнам вредноста на објектот. Побарајте на Google ќе видите вредноста на објектот заради многу фактори. Ова е Белград на вода, познатиот проект во Белград. Имаме употребен аквапанел на многу позиции, посебно во трговскиот центар. Ке се пофалам уште еднаш, аквапанел системите се една од основните алатки на многу големи имиња. Ова е еден убав објект во Антверпен, дело на големата Заха Хадид, сега веќе покојна. Ова е пак стамбена зграда во Тирана. Тирана секогаш ја спомнувам затоа што кај неа се помалце се осеќаат оние стеги на традиционалното градителство. Големи светски имиња влегоа на тој пазар. Значи, веќе го спомнав Даниел Либескинд, МВР влегуваат во Тирана со две згради, ќе видиме една која што ја најавуваме. Погледнете само која е слобода и колку само со еден убав дизајн на терасите, самата стамбена зграда добила нов имидж.
Ова е еден интересен објект од Штутгарт, целосно сувомонтажен фасаден зид. Гледате само како се извидува. Времето исто така е голема добивка, особено на големи стамбени објекти, каде што освен термиката, звучната изолација и времето на изведба на објектот е во голема предност. Ќе ви кажам една интересна анегдота, интересна информација од колегите од Швајцарија. Пред неколку години посетував објекти со аквапанел изведени во Швајцарија и во центарот на Цирих, не е Скопје Цирих, меѓутоа сепак и тука е важно времето. Се изведуваше еден објект со тотално префабрикувана фасада со аквапанел. Значи не сувомонтажна, туку префабрикувана. Објект со некои димензии од 20 на 20 метри, квадратна основа, доби фасада изведена во фабрика која што само се зашрафи на објектот. Информацијата ми беше дека од колегата од Швајцарија дека цената на тој систем е 400 евра по квадрат, заради профилите кои што се користеа за префабрикација, не заради нашите материјали. И кога му изреагирав, кога му реков, тоа е многу, викам, за Македонија, вика, тоа е многу и за Цирих, тоа е, вика, многу висока цена, меѓутоа град Цирих на тој објект му имаше наложено за месец дена да ја затвори фасадата, затоа што се наоѓал на строгиот центар на Цирих, казните за каснење биле многу големи и за некој плюс 100.000 евра, можеби, што за циришки стандарди не е многу, добија објект на кој што фасадата беше заштрафена за околу 20 дена. Ова е објектот на стамбена зграда во Келн. Е како е изведена. Повеќето од овие згради комбинираат затворен термички систем со вентилирана фасада, заврвен дизајн и врвна енергетска ефикасност. Цело време спомнувам енергетската ефикасност, звучната изолација, затоа што многу е лесно човек да заборави дека сите тие фактори, сите тие предности се кријат позади овие слободни форми на фасадата. Ова е еден интересен објект на еден модерен нов хотел во Копаоник, кој што беше прв проект кој што го сработивме со колегите од Техномаркет, производителите на алуминиумска подконструкција. Е уште еден интересен детал кој што можете да си го дозволите во вашите проекти со аквапанел плочите. Последниот слайд, имам уште неколку да стигнеме до него, со вакви детали ќе се занимава. Погледнете колку слободна форма. Никакво ограничување немате на вашата имагинација. Ова е интересен центар на еден спортски клуб во Португалија. Многу минималистички, многу рамно. Дори имаат интересна фасадна, тоест кровна обработка на објектот. Таму дозволува климата. Ова е новиот фудбалски стадион во Тирана, каде што беа вградени илјадници квадратни метри аквапанел, во фасадната обработка, во интериерот, во влажните простории на стадионот, врвен објект по врвните FIFA стандарди. Ова е еден убав хотел, ми останало името, ова е хотел во Германија, не е градски фудбалски стадион во Тирана. Ова е една архитектура која што е слободена од оние декорации кои што ги спомнавме, тука звучната и термичката изолација биле фактор. Кој се работи за спортските објекти, не можеме да не ја спомнеме Алијанс Арена. Позади она интересна фасада од осветлени и обоени плексиглас панели, се крие само аквапанел. Во интериерот, во екстериерот за врвен дизајн на објекти. Играњето со фасадните платна одамна се користи и одамна е користено кај аквапанел системите. Ова е еден релативно стар, иако изгледа многу модерно, веќе 10 на 15 години стар бизнес центар во Италија, Милано Фјори. И како најава, го спомнав, објектот на МВР-ДВ во Албанија. Не можам да не го покажам како изгледа, колку е храбар, каква слобода аквапанелот му има овозможено. Ова е последниот слайд за денеска. Во него би сакал само да укажам дека аквапанел фасадниот зид не мора да биде целосно изведен фасаден зид на вашите објекти, дека и мали интервенции на фасадите може да го подигнат имиджот на објектот. Што значи да го подигнат?
вас како архитекти да ве направат помодерни, поинтересни, послободни, повредни, а на инвеститорот да му овозможат да има по-карактеристична зграда, поинтересна, помодерна, а со тоа и поатрактивна за купување на стан. Ова се слики од регионов, нема да ги именувам објектите за да не губиме време, само ќе ви покажам колку мал, храбар детал во објектот, направено таква панелска плоча, може да донесе голема доза на храброст. Деска видовме напишано лого на објектот, сега гледаме една интересна шара, изведена со цементна, со челична конструкција. Јаква панел плочи. Ова е еден објект во Русија. Погледнете. Кога се искомбинира ова со убава фасадна обработка, добивате украс од објект. На Миконос, зградата на аеродромот. Колку мали, колку едноставни интервенции, а колку може да го подигнат квалитетот на проектите. И ова една интересна зграда во Русија, каде што на масивен објект е поставена контактна фасада и е изведена тридимензионална фасада која што го прави објектот уникатен. 45 минути ни пројда, времето лета кога се забавувате. Се враќаме на камера. Проверам дали имаме некакво прашање. Немаме прашање. Денеска ни е гостин, меѓутоа се има логирано од некој браузер кој што му дава некакви ограничувања, колегата Антонио Јакелич, го поздравувам. Антонио, здраво. Ни се приклучи од неговиот дом во Шибеник, кај што има доста објекти со аква панел. Антонио, многу ми е жал што нема да можеш да се уклучиш, имаш некакви ограничувања на браузерот. Меѓутоа, ви ветувам дека со аква панел системите и со нашите сувомонтажни фасадни зидови ќе бидеме во константна комуникација со вас архитектите. И пак ќе прашам дали имате некакво прашање за нашите сувомонтажни фасадни. Овде имаме една стандардна завршница на аква панел фасадите. Гледаме една глетувана фасада, која што е многу модерна во последно време. Ако немаме никакво прашање, ве поканувам и се ставам повторно на располагање за секој ваш следен објект да направиме некакво сюже, да ви ги представам предностите на сувомонтажниот фасаден зид на вашиот конкретен објект. Не отворивме една тема цена. Нашите фасадни зидови нормално на денешниот пазар не се поскапи од традиционалните системи, доколку убаво се спланираат би имале истата цена како традиционалните системи со овие сите предности кои што ги спомнавме. Значи имаме подобра звучна изолација, полесни, побрзи и видовте колку помодерни објекти. Ве повикувам во предстојниве недели, можеби или месеци. Кристијан има. Кристијан, може тука да го напишеш? Или во question, каде сакаш. Повторивме една интересна тема која што ќе ја затвориме само преку вашите храбри објекти, преку дизајнот, преку слободата. И ако на Тирана и успеа да стане место за архитектонски туризам, преку делата на МВР, на Даниел Либескинд, зошто да не биде Скопје центар или град со една таква убава архитектура? Видовме наши колеги архитекти што имаат сработено во своите дела. Еве го, цената на КНАУ фасадните системи по метар квадратен во однос на традиционалниот начин на градење. Спомнав. Значи, во зависност од барањата на звучна изолација, зависи кој ниво на звучна изолација се бара, енергетска ефикасност, може да бидат до 10% поскапи. Меѓутоа, ако се работи за простор кој што е за продажба, минатата недела јас го спомнав мој техноекономски аспект на фасадните зидови, разликата која што ќе се плати во КНАУ зидовите
искрено кажувам, повеќе кратно се враќа преку квалитетот на објектот и преку продаден простор. Ali ќе го спомнам V333, кој што во Македонија во многу објекти, куќи, имаме десетици куќи веќе направено, не знам дали е фер да ја спомнам цената, особено што цената е врзана и со времето кога ќе кажам цената, ако во 2020 кажам дека цената на тој систем е негде околу 55 евра квадрат, можеби за 3 месеци таа цена ќе се смени. Меѓутоа ви стојам на располагање да ви предложам цена заедно да го сработиме проектот и да добиеме модерни објекти. Дали може да се употребат овие ѕидови за реконструкција на старите бараки? Да, особено системот V333 го имаме употребено во преку, би рекол, можеби 20 бараки во Скопје. Бараки низ Жданец, низ Драчево, низ секаде каде што се популарни оние стари фински и југословенски бараки. Од искуство, граѓата, обично се тоа дрвени бараки, нормално граѓата е феноменално одржана, изолацијскиот материјал во ѕидот е уништен, се елиминираат салонитките од натрешноста, се елиминираат трвената облага од надвор и се прави копија на V333 системот, само не со челична конструкција, туку со постоечката дрвена конструкција. Дури имаме и неколку градинки и амбуланти реновирани на истиот принцип. Значи, тоа се бондручни системи, се отстранува изолацијата, плочите и за многу мали средства, за многу економично удаваме нови 50-60 години траење. Дали сами такви панел плочи може да се обработат со некој минимален релјеф, како имитација на плочки или натурбетон штрафти, без додавање на нови материјали од озгора? Аквапанел плочата секако дека не може гола да се остави. Секако дека мора да се употреби некаков фасаден систем, така популарен меѓу народ како абриб. Значи цементен материјал, рабициран заради отпорност на пукање, заради механичка отпорност и веќе оно што ќе се изведе од озгора е својство на материјалите. Кнауф има таков материјал, ќе го спомнам SM700 материјал, дозволува дебело слојни декорации. Ќе спомнам неколку згради кои што ги правевме во склоп на оној непопуларен проект Скопје 2014. Непопуларен, меѓутоа инженерски доста захтевен проект. На улица Македонија се изведени доста такви техники, каде што е копиран некаков травертин, каде што е копирана некаква друга декоративна техника. Во секој случај, нашите сувомонтажни фасадни ѕидови се носачи на било која техника на фасадна техника која што може да се употреби. Пошто нема дополнителни прашања, јас би сакал да ве поздравам. Ви ветувам исто така интересни нови вебинари. Ќе имаме тенденција да ги скратиме вебинариве, да ги направиме на поконкретни теми и пократки. Во рамките на 15-20 минути да зборуваме за многу по-конкретни системи на по-конкретни, така, по-кратки системи за објаснување на кнауф производството. За крај ќе оставам со уште еден интересен референтен објект. Видовме објектот на Даниел Либескинд. За крај сакам да го оставам со објектот на новиот базен во Пула. Пак ќе видите еден објект во кој што со многу малца имагинација, а со многу интересно употребен аквапанел систем се доби еден интересен облик кој што го направи овој базен уникатен. Погледнете го, видеото е неколку минути. Ве поздравувам и ви потсетувам дека сме ви достапни преку Skype, преку интернет, преку Knauf MK, Facebook, YouTube и нормално на мојот телефон. Погледнете го видеото и ви посакувам пријатен ден. Пријатно.